И дојде времето за нашиот денешен тест. Како што најавив на самиот почеток, ќе го имаме мини во издание на John Cooper Works. Се наоѓаме на извонредната патека Залцбург Ринг, која за жал поради временските услови не е ограничена поради брзината. Брзината не е се кога станува збор за автомобилот. Тука станува збор и за стил, и за извонредна технологија која е наменета на сите оние кои се наоѓаат во кабината, но и испод хаубата имаме извонредно силен мотор. Како што реков, денеска врне, многу е студено и Залцбург Ринг ја има ограничено максималната брзина на 170 км на час. 170 км звучи малку, но во овие услови на извонредно мала видливост и сложени услови за возење, сепак тоа е многу. Ние ќе се обидеме да ги скротиме сите коњи испод хаубата на мини во издание на John Cooper Works. Но пред да го видите прилогот што го направивме тука на Залцбург Ринг, ве поканувам да видите како се однесува овој вистински мускулозен автомобил кога станува збор за нормален сообраќај, за сообраќај во град, но и за сообраќај на отворен пат. А потоа пак се враќаме тука. Новата изведба John Cooper Works е најсилниот и најбрзиот мини во историјата на марката. Таквата репутација доаѓа од подлабокото инволвирање на баварските сопственици со новиот дволитрен турбобензински мотор. Освен врвното задоволство во возењето, сопствениците на мини John Cooper Works добиваат 10% повеќе сила, 23% повеќе вртежен момент и зголемена крајна брзина. Најжешкиот модел на мини стапува на сцената со ново срце, за оваа прилика дотеран дизајн и електроника задолжена за безбедноста, задоволството во возењето и дополнителната забава за време на престојот во кабината. Првиот контакт е со изгледот кој нема претрпено наметливи промени. Водени од поуката Тивка вода брег Рони, дизајнерите направија освежување во склад на името. Решетката на ладилникот е поагресивно сместена помеѓу стандардните LED светла, кои осигуруваат впечатлива појава во ретровизорите на возилата пред вас. Декоративните линии на хаубата и покривот се стандардни, издувните цевки хромирани и издебелени, 18-инчните тркала наговестуваат дека се работи за жешка изведба, а значката John Cooper Works краси и наговестува што може да се очекува од британскиот шмекер. При возење во нормалниот сообраќај мини John Cooper Works се однесува зрело и суверено. Возачот има можност да избира помеѓу трите модуси на возење посветени на еколошко, односно штедливо возење, комфорот и динамик. Тие се одлично дотерани и ефективни за употреба. На регионални патчиња со многу свиоци, а нив ги има во изобилие на нашата маршрута од 370 км, мини John Cooper Works не отстапува од зададените линии. Одлична е интеракцијата помеѓу возачот и автомобилот, а претерувањата со брзина и усукување на каросеријата стоички ги прифаќа. Згора на се и потрошувачката не се крена на 9 литри во просек. И еве, стартувањето на моторот и се наоѓаме на Залцбург Ринг. Оваа патека е долга 3582 метри и на неа се одвиваат многу надпревари. Што е интересно за оваа патека, треба да се каже, е
фактот дека таа е дом на Red Bull Формула 1 тимот. Инструкторот не дозволува ништо да остане на случајот, па затоа ни ги покажува идеалните линии по кои би требало да се движиме на оваа патека. Испод халубата имаме повеќе од 240 конски сили, што е сосема доволно да уживаме на една тркачка патека. Звукот што продира во кабината не е брутален. Доволно е само што се слуша клопотењето на моторот кој како да го погонува мал вулкан. Реков мал вулкан затоа што во Мини се е модулирано да одговори на уживањето на возењето. Целата внатрешност и ергономија е скроена да биде по кеф на сите оние кои сакаат да уживаат во возилото, но и во брзината. Затоа ќе се обидам да ви дочерам како изгледа да се вози овој автомобил на тркачка патека, а овие маневри што ги правиме многу ретко би успеале да ги направиме во отворен сообраќај. Управувањето е извонредно, но и забрзувањата, кои како со едно трепкање на око да сте ги сонувале. Навистина, Джон Купер Воркс се однесува одлично. Мало притискање на педалата за забрзување и повторно сме на границата од 160 км на час. 160 км, како што реков, може би не изгледаат кој знае како кога ги возите во идеални услови, но овде видливоста е многу мала, а брзината која имаме, значи 160 км на час е доволна да се преминат 45 метри во секунда, па тогаш што повеќе да зборуваме. Инаку овој звук што го слушате во кабината е повеќе од резонантен. Тој ви кажува дека на располагање имате вистинска ергела на коњи доработени во Баварија, кои се способни да одговорат на секој предизвик. Самото пробивање на звукот во кабината ви кажува дека моторот ги прифаќа напрегањата онака како што треба. Но морам да го пофилам и подпирањето, но и седиштата во Мини Джон Купер Воркс, бидејќи јас се осеќам како да возам видеоигра. Возењето е вистинско задоволство. Ги чувствувате сите напрегања кои делуваат на автомобилот, но многу лесно ги поднесувате, бидејќи се наоѓате во извонредни седишта. Подпирањето многу добро реагира и не ви дозволува да отпаднете под влијанието на инерцијата. Премногу има вода на патеката и јас помалку и се борам со автомобилот, но ова е навистина интересно. И сега ќе имаме шанса да достигнеме нешто повеќе, поголема брзина и ја поминуваме стартна целната рамнина со 190 км на час, но морам веднаш да сопирам затоа што возилото пред мене, односно инструкторот, ми наредува да го смалам моето доживување зад управувачот. Тука имаме една голема, долга, 180 степени кривина, низ која се излегува и имаме 2-3 свиока кои дозволуваат нивно поминување со поголема брзина. Доколку се јави подуправување или надуправување во зависност од оптеретеноста на тркалата, самата каросерија дозволува автомобилот да го понесе инерцијата, но исто така, доколку возачот неправилно реагира, таа ќе ја превзеде контролата и ќе асистира во одржувањето на саканиот правец.
благодарение на електрониката идеално се распределени перформансите на моторот и поделени со менувачките кутии. Тука ги имаме две, со мануелен и автоматски менувач. Јас сум задуправувачот на изведбата со автоматски менувач и можам да кажам дека неговите реагирања се извонредно брзи, а како и да не би биле кога технолошки потписник на John Cooper Works се сепак баварците. Нивните собственици од BMW кажуваат дека овој автомобил е скроен и направен без никаков компромис. Без никаков компромис во однос на перформансите и на она задоволство што може да го пружи токму Мини. И многу е блиску до перформансите на моделите на баварската марка кои ја носат предзнаката М во себе. Ова ми се допаѓа што со секој извозен круг се зголемува темпото на возење. Забрзувањата се многу поголеми, а чувството за доправувачот се поубаво и поубаво. За жал, јас сум ограничен само на 1 час да уживам на патеката во овие услови на возење. Но и тоа е нешто, многу повеќе отколку ништо. Производите на Мини од неодамна се присутни на македонскиот пазар. Имаше еден период на агонија во кој претходниот импортер не беше на висина на задачата и на поголемувањето на овие автомобили. Но сепак сега тоа е лошо минато и сега го имаме овој прекрасен производ во Македонија. За жал, во Македонија нема каде вака да се вози, но сепак и ова е добро. Ова уживање не може да се купи со пари. Ова уживање може да се добие само со ваков автомобил и на ваква патека. И на крај што да се каже, возењето на патека е прекрасно, но исто така кој ќе ги споредам оние чувства кои ги имав на возењето низ прекрасните предели на Јужна Баварија и Тирол со овој автомобил, морам да кажам дека јас уживав во секој извозен метар со него. Се разбира, овој автомобил никогаш не би го купил јас лично, бидејќи како семеен човек имам многу поинакви потреби од едно возило. Но, доколку би имал доволно пари ова да ми биде мој личен автомобил, а наместо него да имам и уште некој семеен, се разбира дека не би ги жалал парите да ги одвојам за оваа прекрасна ракета на 4 тркала. И така, мојата авантура со Mini John Cooper Works привршува и ја доведуваме до крај. Сигурно се прашувате што барам тука без автомобил, што барам на стартно-целната рамнина на Салцбург Ринг. Толку имаше возбуда и адреналин во возењето по оваа патека, токму поради дождот, што сега би требало уште малку да останам на дождот за да се оладам. Вие уживајте, а јас ке се ладам до следното издание на Автомагазин. Ви благодарам и се гледаме за недела дена.